Јас ако може на кратко би сакал да премиерот ја гледаме целосната слика на 27 април минатата крстовна година, но изгледа дека е празна, барем според мене. Фали мислам дека човекот кој што највеќе беше нападнат и кој што највеќе настрада, господин Села, како го коментирате? Мислам дека беше повикан. Повикот беше буквално до сите пратеници кои што беа тука. Правото на избор беше на секој од нив поединечно. Значи беа повикани и пратениците од опозицијата. Зошто? Заради тоа што сакаме да гледаме кон иднината. А при тоа ги почитуваме сите вредности, сите позиции во секој соодветен момент, заради тоа што се случи не беше пред 100 години, беше пред една година. И затоа почитуваме сета храброст и одважност која што беше демонстрирана во борба за едно општество за сите, во борба за слобода и демократија овде, во домот на демократијата во Република Македонија. Можноста за амнестија е пропишана и законодавниот дом уште во 90-те години на почетокот на самостојноста на државата донела закон за амнестија, со која што пропишува процедури и дела кои што можат да се амнестираат. Не мислам дека е решението за самата опозиција во фактот и во можноста формална да се постави и да се покрене една таква иницијатива. Без оглед што можеби тоа и го пропагираа на почетокот после настаните. Јас сум убеден дека после годину дена чврсто се мислат и тие дали би направиле еден таков чекор. Во временска дистанца од годину дена се еден од нив, вклучен или не вклучен, мислам дека сватиле што се случило, да не кажам што направиле. Затоа мислам дека нема место за размислување за таква опција. Затоа што милион граѓани кои за најситната повреда на правилата или на законите соодветно се соочуваат со процес на правда и правдина низ системот, онако како што е предвидено како темелна вредност во членот 8 од Уставот на поделба на властите, секој, значи не одговараат луѓето, се суди за делата. Тоа мора да се одвои од онаа перцепција на можната амнестија за такви нешта. Јас кажав и на говорот. Јас простувам, не заборавам што се случило, затоа што доколку заборавам или заборавиме, тогаш сме потенцијал секогаш да ни се повторат заборавените работи кои што сме ги надминале. Од таа причина сметам после годину дена дека ни сама опозиција више не стои на тој став дека треба да има амнестија, без оглед декларативно што ќе кажат. Благодарам. Чешќа е фаље. Благодарам на прашањето. Јас не сакам ни да помислам дека некој размислува за таква работа. И прашувате дали ако некој размислува за таква работа, дали ќе дадеме поддршка на донесување на закон за амнестија за настаните од 27 април. Веројатно, прво ќе ми се свртат овие луѓе против мене. Ако не се свртат тие луѓе, веројатно овие пред мене ќе се свртат. Вие новинарите и камерманите. Но никој од нас да не се сврти против мене, ако се приклучам на таква работа, граѓаните ќе ми се свртат. Зошто? Заради тоа што законот мора да важи еднакво за сите, владење на правото мора да има во Македонија и секогаш да се испраќа поентата од тоа, никогаш повеќе да не се повтори. Казнивоста мора да постои, како и наградувањето што треба да постои. Од тој аспект, јас верувам дека никој не размислува,
но и ако некој потајно размислува, убаво е да се откаже од таква размислување. Повелете. Благодарам. Јас сум можеби еден од најодговорните во државата и можам само да го повторам тоа дека нашиот систем на правда се заснова на владењето на доказите. Доказите се богови во постапките. Верувам низ доказната постапка преку истрагата ќе се утврди максимално вистината по која што и јас, веројатно и сите граѓани трагаме. Не само насилниците, не само директно вклучените, можеби и инспираторите, тајно организаторите од позади на овој ваков настан. Ако има докази, јас сум убеден дека преку тие докази ќе се утврдат и инспираторите. Ако нема докази, верувам дека постои време и можност која ќе се појават. Никоја тајна не останува трајна некаде. Така да сакам нашиот систем во мојата, во вашата, во нашата Република Македонија да носи одлуки согласно доказите, заради тоа што таков е нашиот правен систем и ако има докази, секој треба да се одговара за тоа што го направил, ако нема докази, никој не е виновен пред лицето на правдата. Не. Ако дадам одговор на ова прашање, јас ќе осумничам лица. Значи, јас кажувам тоа што го чувствувам и реков дека мора да постојат инспиратори. Зборував за злото во очите на луѓето кои што го видов. Знаев за мотивацијата. Сега сум премиер, стигат сите информации до мене, но сето тоа што би го кажал јас би било само шпекулација. Сега треба да зборува правдата во државата. И по еден месец од подигнувањето на обвинението, судот нема не го има оценет обвинителниот акт. Дали да се надорам, дали нема докази, дали знаете ли тука има и сведоци што ќе бидат зошто е тоа работата или да нема пак некои договарања. Зошто за следниот пат да не убијат? Зошто ви се договарале? Значи, најголем доказ сме ние и вие. Бевме заедно. Пратениците тогаш, со нашето обезбедување, дел професионално, дел лично, вие новинарите и камерманите, кои што заедно, буквално, како што реков, ја држевме честа, гордо, крената глава, ај се боревме за нашите животи. Поголем доказ од тоа нема. Доказите беа истата вечер во исти момент пласирани во јавност. Тоа е што го гледам денеска од јавно објавените обвинителни акти и целата процедура на листа на докази. Јасно ми е дека доказната постапка е заокружена. Прашање на ден, кога судот ќе одлучува заради прифаќање или не на обвинение, ќе закажува рочишта и ќе носи одлуки. Така да бегање од тоа нема. Правдата мора да важи за секој, законот мора да важи за секој и јас верувам дека само на тој начин ќе бидеме се подобра и подобра држава. Ако било кој се обидува тајно, скришно, заобиколено, било што да договара или заговара, може само да се лаже, заради тоа што нема тајно и скришно ништо во државата и не може да остане ни една тајна трајна, а посебно ниту пак ќе може да спречи правда. Правдата во Македонија ја има и ќе ја има се повеќе како доаѓа времето. Ви благодарам од наше заедничко име на сите што бевте овде. Не.